Đavolот на баба Престорен уби маж и жена. Чита Александар Станојков. За многу време ѓаволот печалил да му запусти куќата на еден верен домаќин и домаќинка, чунти ѓаволот многу му завидуваше на љубовта што имаа. Думал кројел и скројел еден марифет ѓаволски, да ја омрази и да ја запусти од корен. Се преприл ѓаволот на една стара баба и зел една торба со алтани, да му пошол една вечер кај тој добар домаќин. Откако му го дал едно добро вечер, извоил од торбата една рака алтани и му и дал на домаќинот. На овие алтани, брате, му рекол, вам, ти давам бакшиш за вечерва да преноќувам у вас. На утре ќе си одам во Филјан село за да си посинам едно момче, една невеста како вас, да му бидам наместо мајка, чунти немам јас никого. И имајќи толку пари, барем да му ја оставам од која ќе умрам, торбава со алтани да речат Бог да прости. Ти се молам, скри таа торба со пари в ковчег, да утре ќе ми ја дајте. Кога чуја тие збори мажот и жената, излегува надвор и си рекоа помеѓу себе, за да ја речат тие да ја сторат мајка. Мори стара мајко, ја рекле, ја, а и така си дошла у нас, биди ни нам мајка, ќе те гледаме како очите. Ќерко, вие еднаш ако ме сакате, јас дваш ве сакам. Лели било така, ај нека сте ми живи, нека сум се ја иделја. Стани ти чедо, бакни му на мајка ти рака, стани ти ќерко бакни ми, да и јас да ве бакнав чело. Стана маж и жена и му бакнаа рака на баба ѓаола и така си ја сторија баба ѓаол за мајка, а не знаат пусти сиромасот и си кладоа црна змија троглава пасуа. Поминале неколку дни и еден ден беше посакала бабата од невестата ручек да ја дајт за да му однесит на маже на дуќан. Дај ми ќерко ручек да му однесам на дуќан на сина ми, за да не се мачи да иде до дома и да си остае дуќанот на калфите, оти две очи домаќински, поеќе чинато многу раци измеќерски. Кога чула тие зборови невестата, со радост му дала ручек да му однесет на домаќина за да го одменет. Добро утро, чедо, му рекла. Дали ми ти се руча, чедо, еве баба ти кај ми ти носи ручек. Ми се ручат, стара мајко, туку не требаше ти да се мачиш, стар човек си ми. Ти, стара мајко, гледај си ќевот, нека ти е жив син ти. Така е, море чедо, му рекла баба. Туку саде со седење, не ми е сладок ручекот, да затоа сакам да се рашатам малку. Арно, баба, арно, ако ти е мило, и ти си стопан на куќата, ми рекол домаќинот. Но се ручек бајаѓи дни баба ѓаол и дури му се здодеал. Еден ден му однесла ручек со големо плачење, седнала, та непрестајно плакала. Мори, зошто, мајко, плачиш, ја кажи ми што ми било речено на старост ова чудо да видам? Мори, аман, мори, мајко, кажи ми џа на мене, па да видиш што маш сум. Пак бабата плачеш и се тоа велеш. Аман, мајче, заошто плачиш, кажи ми, му повторил домаќинот. Жити мене, кажи ми, дали нешто лошо ти проговори ќерка ти, дали што? Аман, синко, не колни се за тебе, од моите дни тебе да ти се дај. Море, синко, му речено, како да кажам, како да пустам. Јас сирота, ќешće да бе си скршила нозете и да не дојде во вашата куќа, за да не видев ова чудо што видов денеска. Како ја моли мажот, како ја моли, одвај некојаш му кажала со нејзиниот глас на ухо. Ти се молам, синко, еве сега ќе ти кажам, ама немој некој чудо да сториш. А ако ти се побие чега светот, со трпење се ќе се заборавите. Море, синко. И пак као нејки веднаш да му каже, ѓоа многу е жал за некој греф. Море, душко, што ми е страв да се сторам себе пјаса да сториш некој чудно чудо. Кажи, бабо, побрго, му вела, жити мене. Море, синко, ќе ти кажам, му рече пак баба ѓаол. Оти човек работи на веков за една чест, да честа кога да му се гази во калта на еден домаќин. Зашто му е живот? Туку ѓаолна тема го претвара човека да е твојата. И пак запри и неќела да му кажете. Јас сирота. Да би ме не бела устата моја што да ти кажам, ете тоа мене, синко, ти тек нешто ти кажам. Еве,
Твоята домайчинка Чедо я видов. И пак kao nećela babата да му каже. Така му рече, бел, че ти текна сега. Ми текна, бабо, ми текна, тук те моля, ми старост, кажи ми явно. Явно ти кажам, бре, Чедо. Твоята домайчинка я видел со друг маж во една постела. Му рекла бабата и од жал ја ватила да си корни косата. Која чул тој збор мажот, отрчал дома и грабнал едниот пиштол, та ја убил жената си. Во исто време в тасата бабата испискала. Да видел Господ што стори човеков, сега ќе одам да го кажам на конак. Али на конак ќе одиш, рекол. Чекај да видиш, бабо, што маштум јас. Зел другиот пиштол и се убил сам себе. Кога разбра големиот ѓаол, венец му даде на тој ѓаол 2 рога остри.